Добар ден. Историјата секогаш се повторува на еден или друг начин. Тоа го покажува Астон Мартин со враќањето во најбрзиот циркус на светот. Се појавуваат се повеќе модели во натрупаниот B-сегмент. Производителите на камиони Daimler и Volvo ги здружуваат силите за развој на алтернативни погони. Засега доминацијата имаат електричните модели каде Taycan настапи со кросоверската верзија. Honda Legend е хибридизиран и го носи третото ниво на автономно возење. Имаме уште изненадувања во денешното издание, кои ги започнуваме со вестите. После 61 година Астон Мартин повторно ќе го почувствува гламурот на Формула 1 благодарение на својот извршен председател Лоренс Строл, канадскиот милиардер, кој е еден и од најголемите акционери во компанијата, сметаше дека учеството во најбрзиот циркус ќе помогне за подобра продажба на автомобилите и го ребрендираше британскиот Racing Point F1, тим во боите на Астон Мартин. Можеби затоа, а можеби и заради талентот, еден од возачите е неговиот син Ланс Строл, додека другиот е 4-кратниот шампион Себастијан Фетел. Шампионски гени има и моторот што се крие под зелената ливреја на болидот, потпишан од AMG Мерцедес. Меѓу бројните успеси, Шкода забележа уште еден. Од производствените хали на главната фабрика во Млада Болеслав излезе 15 милионитото возило. Оваа фабрика работи уште од 1905 година, кога Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент го напуштија производството на велосипеди и се посветија на моторциклите и автомобилите. Во неа се произведени 2/3 од сите возила на марката, од кои најголем дел во последните 3 децении откако Шкода стана дел од големото семејство на Volkswagen. Таа денес е единствен погон на групата во кој паралелно се произведуваат возила базирани на стандардната и електричната платформа. Вработува скоро 30.000 луѓе и е значаен фактор за економијата на Чешка. Citroen C4 е изгласан за автомобил на годината во Македонија за 2021 година, со што стана 26-тиот лауреат на националното жири. Францускиот шармер освои најмногу гласови помеѓу финалистите Land Rover Defender, Nissan Juke, Peugeot 2008, Škoda Octavia, Seat Leon, Toyota Yaris и Volkswagen Golf. Во пресред на мотосезоната, Априлија продолжува да ја открива својата нова линија за 2021 година. Сакајки да ја задржи неизвестноста, досега информациите ги сервираше дозирано, така што за хит моделот Tuno 660, од кој се очекува многу, не се знаеше дека ќе има инерцијална мерна единица.
Ова трендовски присутно парче хардвер е дел од врвната електроника со 5 режими на работа која ќе ги контролира перформансите на моторциклот. Таа е заснована на искуствата собрани со помоќните машини, што само по себе ветува возбуда во возењето. Дополнително таа се зголемува и со Quick Shifter, кој исто така ќе биде достапен кај Tuno 660. Основа за се сепак е двоцилиндричниот агрегат кој се врти до 11.500 пати во минута. Неговите солидни 95 конски сили со тркачка леснотија се справуваат со тежината од 183 килограми. Колкаво внимание е посветено на деталите сведочи и тоа што за нејзино дополнително намалување може да се нарача држач на регистарската табличка направен од карбон. Во согласно со сето ова е и цената која стартува од високи 10.500 евра. За помладите возачи Aprilia Tuno 660 ќе биде на располагање со верзија со преполовен број конски сили. Да прифатиме дека луѓето се многу едноставни суштества. Без крзно, без канџи, без крилја, а сепак сме обстоиле благодарејќи на едно сознание. Светот нема да се адаптира на нас. Па зошто ние да не се адаптираме кон него? Новиот Peugeot 3008. Време е за промени. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Сосема логичен и очекуван потек беше појавувањето на петата верзија на електричниот Taycan. Овој пат како кросовер способен да помине преку неасфалтирани делници. Последниот дериват на Taycan докажува дека теренот може да биде добар спроводник за електричната забава. Првиот впечаток се добива од надвор. Дизајнот на каросеријата претрпе значајни промени во задниот дел, каде извишувањето на покривот овозможи многу повеќе простор за главите на задните седишта и зголемен багажен простор. Типичната предница претрпе адекватни измени поради теренскиот изглед што го негува крос туризмо, инспирирани од Panamera Gran Turismo. Најавен за ова лето, Taycan Cross Turismo својот поход ќе го започне од 5 важни пазари, а тоа се Соединетите Американски држави, Обединетото кралевство, Норвешка, Холандија и Германија. Останатите ќе причекаат до следното обавестување закажано за почетокот на продажбата. Многумина ќе се запрашаат дали Taycan Cross Turismo е вистински кросовер. Според техничката спецификација, тоа е без поговор. Сосема очекувано го дели подвозието и техниката со најсилните деривати на електричниот Porsche.
Кога ќе се избере модусот на возење гравел, каросеријата се подига за 30 мм во однос на она на лимузинската изведба и сериски е поставена на воздушна суспензија која може автоматски да менува повеќе начини на потпирање. На секоја оска е поставен по еден електромотор. Нивната заедничка работа испорачува 4 верзии различни по силата која се движи од 380 до 761 конска сила. Кај сите изведби овозможена е дополнителна сила со овербуст од 96 коњи, па затоа спринтовите до 100 км на час се извонредни 5,1 секунда за најслабата верзија Taycan 4 Cross Turismo до секавични 2,9 секунди за најсилната Turbo S. Taycan Cross Turismo работи на систем од 800 волти наместо на 400 волти што се употребува за обични електрични возила. Стандардната Performance Battery Plus содржи 33 модули, секој составен од 12 индивидуални келии кои формираат капацитет од 93,4 киловат-часови. Ниската поставеност дава одлично тежиште за врвни перформанси и безгрижни излети во асфалтот. За активната и пасивната безбедност се грижи будното око на електрониката надгладувана од интегрираниот Porsche 4D шасис контрол, кој ги анализира и синхронизира сите системи во реално време. Опременоста е богата уште од почетната изведба, но за цената ќе почекаме неколку недели пред лансирањето, кога ќе започне примањето на нарачките. Во 2020-та Porsche испорача повеќе од 20.000 примероци на купувачи широм светот. Американците имаат уште една електрична играчка. Компанијата Aptera Motors ги завршува подготовките за сериското производство на својот соларен трицикл. Уникатен во секој поглед, овој автомобил исто така опремен со батерии кои му овозможуваат автономија од преку 1600 километри. Затоа придонесува фантастичната аеродинамика со коефициент на отпор на воздухот од само 0,13. Според компанијата од Сан Диего, за 100 км му требаат само 6,5 киловат-часа електрична енергија. Уште побитно е што соларните панели, со кои е прекриен на сончев ден, му обезбедуваат поминување преку 60 на километри, со што секојдневното полнење станува непотребно. Делови од каросеријата се произведени од композитни материјали со помош на 3D печатачи, што е мала пречка за да ги добие сите безбедносни сертификати за редовен сообраќај. Ке биде на располагање во повеќе моторни варијанти, но техничките податоци не се целосно објавени. Од компанијата само наведуваат дека лесната конструкција на основниот модел му овозможува забрзување до 96 км на час за 5,5, а на топ верзијата, која има погон на сите 3 тркала, за 3,5 секунди. Максималната брзина која може да ја постигне е 180 км на час, а цената се движи од 26 до 46.000 долари. Дека сева ова е привлечно за купувачите покажа иницијалниот интерес од 7.000 нарачки собрани за само 2 месеца.
Кога ќе се спомене Мазда, познавачите на автоисторијата веднаш асоцираат на ротационите ванкел мотори. Со право, бидејќи јапонскиот производител, иако не беше прв кој ги лансираше, ја расшири нивната идеја низ светот. А за тоа најголеми заслуги има еден модел на Мазда кој сосема е заборавен, дури и од хроничарите. Зборуваме за RX-3, некаде познат и под ознаката Савана, чие производство започна пред половина век. На располагање беше од седан, караван и купе верзија, од која подоцна излезе прославениот RX-7. За Јапонија имаше еднолитарски мотор кој заради својата мала работна запатнина добиваше даночни бенефиции, додека неговите рамно 100 коњски сили му обезбедуваа солидни перформанси. За верзиите за извоз главно беше опремуван со нешто поголем и посилен мотор, кој на изненадување посебно добро беше прифатен во Америка. Своите можности ги покажа и на тркачките патеки низ целиот свет успешно спротивставувајќи се и на автомобилите со V8 мотори. Сето ова придонесе да бидат произведени безмалку 300.000 примероци од Mazda RX-3, од кои половината во купе изведба. Тие го направија втор најпродаван модел на јапонскиот производител со ванкел мотор веднаш после RX-7. Со малото спортско корисно возило кое е најавено за пролетва, Hyundai ја продолжува традицијата на именување на адекватните модели по имиња на градови. Овој пат изборот падна на градот Бајон во северозападна Франција помеѓу брегот на Атлантикот и Пиринеите. Тој на пазарот ќе се судри со Renault Arcana, која е базирана врз успешниот Captur засилен со хибриден погон. Новиот Hyundai е долг 4,18 метри, широк 1,78 метри и висок нешто помалку од 1,5 метар. Волуменот на багажникот е 411 литри. Во зависност од големината на резервниот пневматик, Бајон има растојание од тлото од 18,3 см. Два од 4 бензински мотори се комбинирани со хибридна технологија од 48 волти. Понудата започнува со 1,2 литарскиот 4-цилиндерски мотор со 84 коњски сили и 5-степен менувач. Повеќе моќност испорачува 3-цилиндричниот 1,0 TGDI со 100 или за 20 коњски сили посилен како благ хибрид. Функциите за полуавтономно возење вклучуваат активен асистент за одржување на лентата на движење и адаптибилен темпомат, систем за контрола на крстарење базиран на навигација со автоматско прилагодување на брзината. Предниот дел на Бајон се карактеризира со решетка на ладилникот која е отворена на дното, триделни главни фарови, карактеристични влезови за воздухот и хоризонтална лента за влез на воздухот помеѓу хаубата и решетката на ладилникот. Како тесните дневни светла одзади, далечните надворешни задни светла во форма на стрела и тенка хоризонтална линија ја нагласуваат ширината. Покрај тоа, оптички издолжено задно стакло го карактеризира задниот поглед. Во зависност од опремата, Бајон е поставен на тркала од 15 до 17 инчи. Повеќето надворешни бои може да се комбинираат со контрасен црн покрив. Со индивидуалните функции за возење и инфозабава може да се управува преку дигиталниот кокпит со 10,25 инчен дисплеј и во зависност од опремата преку 8 инчен екран осетлив на допир во боја или 10,25 инчен навигацијски систем. Околу цената се уште не се зборува до комерцијалното лансирање.
Испланиран во едни други времиња, купе кросоверот Renault Arcana со 5 евро NCAP звездички го започна својот пазарен поход низ Европа. Ценовно е позициониран на ниво на Каджар, со кој има слични димензии, а ќе се испорачува со мноштво современи технологии кои се заслужни за постигнењето оценки за безбедноста. Овој кросовер, кој на нашиве простори ќе се продава како Megane Conquest, нема ништо заедничко со истоимениот модел во Русија. Развиена на платформата на која се поставени Clio и Captur и ќе се произведува во Јужна Кореја. На располагање ќе бидат две моторни верзии со 1,3 литарски турбомотор со 140 коњи и со хибриден 1,6 литарски со 145 коњски сили. Се очекува и со посилен 160 коњски мотор, но тој засега изостанува од понудата. Оптимизираниот дизајн со елегантни линии и купеовски профил го прави атрактивен за помладите купувачи на кои се прилагодени и пакетите опрема. Камионските оделенија на Daimler и Volvo и официјално ги издружија силите на полето на погонските системи кои како гориво користат водород. Сите административни работи се завршени и нивната компанија, најавена лани во април, веќе е оперативна. Го носи името Cellcentric и основна дејност ќе биде развој, производство и продажба на горивни келии наменети за тешките товарни возила. Во неа швеѓаните учествуваат со 600 милиони евра, за кои купија 50% од оделението кое Daimler веќе го имаше за оваа намена. Ке се започне со 3-годишно испитување на пазарот, заради што првите системи за комерцијална употреба од неа се очекуваат дури во втората половина од деценијава. Тие ќе бидат достапни и на други производители, а и покрај тоа што ќе настапуваат заеднички, Daimler и Volvo и понатаму ќе останат конкуренти на пазарот. Повеќе од јасно е дека во следната декада ќе доминираат електричните возила, но многу производители декларираат дека сите модели ќе им бидат исклучиво на струја. Еден од нив е Volvo, кој представувањето на вториот електричен модел го користи да не запознае со своите идни планови. Со представувањето на својот втор електричен модел, Volvo го најави доаѓањето на нова ера за компанијата во која сите нејзини возила ќе се движат на струја. Тоа ќе започне да се спроведува од 2025-та, до кога половината од продажбата треба да бидат електрични возила, за да до 2030-та сите бидат такви, ќе нема ниту хибриди. И не само тоа, значаен чекор во промената на стратегијата за настап на пазарот е што тие ќе се продаваат исклучиво преку интернет. Дилерската мрежа ќе постои, но само за давање совети на купувачите и испорака на возилата. Што се однесува до новиот електричен модел, тој како што беше најавено е купе изведба на постоечкиот XC40 Recharge. И покрај големата сличност, оригиналноста на изгледот е зачувана со спуштените линии на покривот и динамичноста на силуетата. Идентитетот на марката го дефинираат затворената маска со новите светла и изменетиот, но препознатлив заден дел. Двата електромотора, по еден за секоја оска, заеднички испорачуваат 408 коњски сили, а респектабилен капацитет од 78 киловат-часа имаат и батериите, со можност за брзо полнење до 80% за 40 минути, тие обезбедуваат автономија од околу 420 км. Забрзувањето до 100 км на час трае 4,9 секунди, а најголемата брзина е ограничена на 180. Од
новите технологии се среќаваат инфозабавниот систем базиран на Android и можноста за надградба на софтверот преку постојана интернет врска. Производството ќе му започне есенва во фабриката во Гент, а очекуваната цена е околу 60.000 евра. За разлика од XC40 нема да биде на располагање со класични мотори. Камионот на годината MAN TGX конечно комплетно започна да ги освојува пазарните пространства. Тој беше представен лани кога короната веќе чукаше на портите на Европа, што во целост ги поремети плановите за неговото лансирање. Најхрабрите транспортни компании ги добија своите возила есенва и веќе имаа прилика да се уверат во технолошкиот напредок што го донесува. Според германскиот производител на камиони, тој е револуционерен во повеќе аспекти. Покрај подобрената економичност која се подразбира, значајно унапредување има и кај удобноста, безбедноста и вкупното влијание на околината. Додека собствениците допрва ќе ги сумираат ефектите од намалените трошоци за одржување и експлоатација, возачите веќе ги почувствуваа подобрениот комфор и зголемената безбедност во возењето. Темпоматот кој работи во спрега со системот за навигација ја оптимизира ефикасноста на погонските групи, чии иновативни решенија се прилагодени на корисниците од различни сегменти. Производителите на возила со години тежнеат кон третото ниво на автономно возење, но тоа уште никој го нема постигнато, барем не на комерцијално ниво. Затоа и краткото соопштение од Honda, во кое се наведува дека започнува продажбата на унапредениот Legend, ги збуни сите. Не е во прашање тоа што овој модел е веќе длабоко остарен, туку тоа што најновата генерација на Honda Sensing системот за помош на возачот со кој ќе се испорачува има вакви можности. Карактеристика на нивото 3 на автономното возење е што се преоѓа од делумна на условна автоматизација, што значи дека автомобилот сам го следи своето окружување и има можност самостојно да донесува одлуки на основа на моменталната ситуација. Новиот Honda Sensing систем го може тоа контролирајќи ги сопирачките, управувањето и работата на моторот, што овозможува автомобилот да ги задржи растојанието, брзината и да менува ленти без никакво влијание на возачот. Тој сепак нема да биде оставен да гледа филмови на инфозабавниот систем, бидејќи ќе биде информиран за сите дејности што ги превзема автомобилот, кој е способен во итен случај и сам да застане настрана на безбедно место. Од Honda тврдат дека ова е докажано со симулирање на 100 милиони различни ситуации и поминати 1,3 милиони тест километри. Но сепак, колкава е вистинската ефикасност на системот, ќе можат да се уверат само 100 избрани купувачи на Legend во Јапонија, кои за него ќе платат по 92.000 евра. Денешното патување низ светот на автомобилите го завршуваме со искрен поздрав и потсетување за следната средба во истото време и на истата фреквенција. До гледање.